Во Тиват денеска се одржува самитот ЕУ Западен Балкан под мотото Заеднички просперитет и стабилност на Европската унија и Западен Балкан, при што главен акцент ќе биде ставен на процесот на проширување на унијата. Инаку Германија и Франција испратија нон-пейпер во кој предлагаат постепена интеграција на земјите од Западен Балкан, а со самитот ќе председава Антонио Кошта, кој во изминатиот период ги посети земјите од регионот. Домаќин на настанот е претседателот на Црна Гора Јаков Милатовиќ. Канал 5 е во Тиват, таму е Афродита Рамос со снимателот Кристијан Тодоровски. Афродита, каква е агендата за денеска? Тања, во секој момент се очекува и официјално да започне самитот ЕУ Западен Балкан со церемонијата за добре дојде, односно официјалниот причек на делегациите од страна на домаќинот, црногорскиот претседател Јаков Милатовиќ. Како што веќе напомена во претходното вклучување, македонската делегација ја предводи премиерот Христијан Мицкоски, а присутни се и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, како и министерот за европски прашања Беким. После пречекот ќе започне пленарната сесија, а главната пресконференција е закажана во 15 часот и 30 минути, на која ќе присуствуваат и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, како и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Тања, овој самит може да биде од круцијална важност за Западен Балкан во контекст на евроинтеграциите, бидејќи една од главните теми за дискусија се очекува да биде нон-пейперот, чии автори се германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон. Овој нон-пейпер е всушност на веќе прочуената идеја на Мерц Западен Балкан, 6 земји од Западен Балкан да добијат статус на привилегиран наблюдувач, што би значило побрза интеграција со опипливи резултати придобивки во процесот на преговорите наместо долг и бавен бирократски процес, но како што се нагласува во нон-пейперот, ова не го заменува полноправното членство. Детално за нон-пейперот, што тој вклучува во себе, но можеби и веќе првите реакции на него најавувам во следното информативно издание во 15 часот, а ние во моментот го очекуваме пристигнувањето на македонската делегација и очекуваме изјава од премиерот Христијан Мицкоски. Тања. Афродита, ти благодарам за информациите.